Времето во кое живееме е многу динамично. Брзината со која што се менуваат настаните на глобалната сцена и во Македонија, тоа како влијаат врз здравјето. Интенција или препорака на фактор здравје е да се превенира здравјето или одредени здравствени состојби и болести, и токму денешната тема има таков контекст. Доколку соодветно не се избере вистинската професија, некогаш и здравјето може да страда. Ова е само покана до вас да останете до крајот на Фактор здравје. Јас сум Илија Николовски и ви посакувам срдечно добре дојде и денеска во емисијата. Во контекст на она што го споменав на почетокот, изборот или професионалната ориентација, изборот на вистинската професија и тоа како влијае врз создавањето и зрењето на вистинска личност. Токму оваа тема е денешна тема со која што сакам да ве поканам да останете до крај во Фактор здравје, бидејќи аспектите и тоа како се значајни во однос на здравјето. А темата професионална ориентација денеска ќе ви ја приближиме преку гостувањето на Марија Стефанова, која што е психолог, психотерапевт од психолошкото советувалиште Петар Пан во Скопје. Добар ден и добро дојдовте во Фактор здравје повторно. Како сте? Добар ден, добро ве најдов. Добро сум, секогаш ми е задоволство да гостувам во вашата емисија. И само кратко, дали се согласувате дека изборот на вистинската професија или професионалната ориентација директно влијае врз здравјето? Секако дека влијае. Изборот, професионалниот избор е една од клучните работи во животот. Така што ако личноста не е професионално реализирана, тогаш незадоволството е големо. И фрустрацијата е голема и тоа доведува и понатаму до различни реперкусии на здравјето. Да, ќе зборуваме денес на оваа тема. Ви благодарам што сте денес во Фактор здравје, а разговорот со вас секако го очекуваме на еден од двата понудени телефонски броеви, но сето тоа го оставаме по вториот блок реклами. На почеток, еве го првиот блок реклами. Мој име е Кенан Мандра и јас сум с помоќ липосукцијска исхрана успео да смршевим 10 килограма за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Г-Натурал ми го смени животот. Еве и зошто. Храна, кислород и енергија е сето тоа што мене ми недостасуваше. А го најдов во една капсула Г-Натурал. Јас успеав. И само можам да ви препорачам. Користите Г-Натурал за долг и здрав живот. Имав ЦИН-2 предизвикан од вирусот ХПВ. Информациите што ги добив велеа дека ЦИН-2 предизвикува карцином на грлона матка. Докторот, како дополнителна терапија, ми препорача и антиоксидант Г132 плюс натурал после 3-месечна терапија на антиоксидансот Г132 плюс натурал. ПАП тесто покажува дека немам повеќе цин. Сето тоа благодарение на Г132 плюс натурал и денес тој е верен придружник во мојот живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Ремедика. Прва приватна општа болница. Прашај пријател. На тема професионална ориентација денеска зборуваме во Фактор здравје, тема на која што и вие сте добродојдени да соработувате подоцна во емисијата, а на почеток уште еднаш дозволете ми да ви ја представам вашата предсегостинка ова попладне во Фактор здравје. Тоа е Марија Стефанова, која што е психолог, психотерапевт од психолошкото советувалиште Петар Пан во Скопје, а контактот со неа можете секојдневно да го остварите на 075 426 946. Бидејќи зборуваме за термини, поим кој што можеби не на сите доволно им е познат и што точно
значува. Нормално, можеби не име точно утврдено, да објасниме на почеток од ваш аспект како ја дефинирате професионалната ориентација. Така. Професионалната ориентација всушност подразбира советување за избор на професија. Советувањето се прави, односно начинот на кој што се советува личноста е од повеќе аспекти. Се земаат во предвид интересите на едната личност или на ученикот, во случај кога доаѓаат млади луѓе на советување. Се земаат во предвид интересите, се земаат во предвид цртите на личност и се разбира општествениот контекст. Целиот процес на советување подразбира и тестирање за професионална ориентација, кој што ги зема во предвид овие два аспекта. Значи ги детектира интересите и ги детектира цртите на личност кои што таа комбинација даваат препорака за одредена професија. Сигурно покрај овие два аспекти големо влијание имаат и од останатите фактори во смисла на општествено опкружување, влијание не само од фамилијата, туку и од пошироката средина. Така. Многу се големи влијанијата на изборот на професија. Затоа е добро да се направи професионална ориентација, заради тоа што на тој начин ќе се кристализира изборот, односно одлуката која што младиот човек треба да донесе во клучниот момент. Постојат различни влијанија, тргнувајќи од најтесното опкружување, значи влијание и сугестија од родителите, влијание од врсниците, влијание од споменавте општествениот контекст, во смисол дека многу често младите кои што ги знаат сопствените интереси, проценуваат дека можеби не е таа професија профитабилна, или можеби не е посакувана, или можеби не е актуелна. Кога зборуваме за избор на професија, јас не го земам во предвид оној фактор на посакувана професија. Заради тоа што посакувана професија е онаа која што е во склад со интересите на секоја личност. Рековте дека клучниот момент е тој кога се одбира одредена професија или професионално се насочува одредена личност. Која е таа клучна возраст или која е таа точка каде што треба да се одбере и што во тој момент, дали самата личност треба да одбере или најтесното семејство или опкружувањето е кое што исто така треба да даде свој избор или суд? Така. Често работам и со деца кои што завршуваат основно училиште, па професионалната ориентација е во функција на избор на средно училиште. Тогаш е потребна, да, но јас би рекла дека е неопходна кога се завршува средно училиште. Во тој период младиот човек експериментира и влегува во различни улоги, влегува во различни професионални или се замислува во различни професионални улоги и често младите имаат дилема. Што е тоа што треба да го изберат и што е тоа што вистински им лежи или е вистинска професија за нив. Се разбира доколку се земат во предвид личните особености и интересите на една личност, тогаш може да се процени кој е навистина препораката за избор на професија. Јас во мојата пракса практикувам да советот кој што го дадам и препораката која што ќе ја дадам се разбира на основа на онаа комбинација на интереси која што ја гледам преку направениот тест, однапред направениот тест. Дилемите мои во однос на тоа што ги гледам како резултат од тестот, ги решавам со прашања. Односно, тоа интервју пред тестирањето и после тестирањето е клучно за да јас ја добијам представата за личноста која што ја советувам, за да може тоа да биде адекватно изборот направен од нејзина страна. Водам сметка да препораката која што ќе ја дадам не се однесува само на одредена професија, бидејќи таа комбинација на интереси што може да се види преку тестот за професионална ориентација дава насока кон одредена област на професии. И се разбира, некоја личност која што има развиено способност за
и потреба за вербално искажување може да биде добар новинар, но може да биде и добар професор, може да биде добар оратор, може да биде добар обучувач. Така што тоа е една област во која што ги советувам младите, значи поширок контекст во кој што ги усмерувам, а заеднички доаѓаме до нели изборот на професија. Колку тука сакам да напоменам колку влијаат личните особености. Или карактерот. Значи, или карактерот, се разбира. Оној што има изразена способност за вербално искажување, може да има потреба да нели нешто добро напише, нешто добро искаже, нешто добро вербализира, но ако истата таа личност е интровертна, попрво ќе избере да биде затворена. Попрво ќе избере да биде можеби новинар за некој портал или пишан медиум, отколку да биде експониран во јавност, дали како презентер, новинар, оратор и така натаму. Значи, тоа е таа разлика која што влијае, односно тоа е таа сугестија или ориентирање кое што влијае од личните особености. Рековте дека најсоодветен, иако имате во вашата пракса личности кои што после завршувањето на основното образование бараат совет од вас за професионална ориентација, но најсоодветно рековте дека е по завршувањето на средното образование умешно би рекол или потребно да се побара стручна помош од вас. Кога зборуваме за тоа, ги споменавте тестовите пред и по интервјуто кое што го правите, постои ли друга алатка, друг метод каде што вие и оние компетитивни, би рекол, карактеристики на образование, бекграунд кој што го имале или во текот на развојот ги имале како компетенции ви се важни во однос на вашиот заклучок и предлог како да се ориентира таа личност? Се разбира дека се тие сите фактори многу важни, бидејќи сето тоа влија или ги кажува интересите. Колку успешно личноста дозволила да дојдат до израз, толку самата таа станува свесна за степенот на развој на одредените интереси. Клучно прашање, додека нели разговарам, сите тие информации ги добивам нели во разговор покрај тестот. Едно од клучните прашања е кој е хоби на ученикот. Што е тоа со што се занимава како воншколска активност покрај нели интересот за одредени предмети. Сите тие податоци се многу важни во нели процесот на ориентирање, односно давање препорака за понатамошниот кариерен развој или професионален развој. Би сакал за момент да ги поканам гледачите, повелете на 6091924 и 6091925, доколку сакате да поставите прашање или активно да учествувате денеска во Фактор здравје, вие нудиме темата професионална ориентација. А она што сакам да го нагласам и да ги повикам сите јавни и приватни здравствени установи од Република Македонија е дека телефонскиот број 3231223 ви стои на располагање заради остварување и пред се правење на договор за остварување на заедничка соработка меѓу вас и меѓу нас во Фактор здравје, а потсетувам дека темата денеска професионална ориентација вие презентираме преку гостувањето на Марија Стефанова, психолог, психотерапевт од психолошкото советувалиште Петар Пан од Скопје. Во овој дел од емисијата ме интересира уште она што го споменавте во однос на тие разговори, интервјуа, односно тестови. Колку пати е доволно да се дојде, да се советува со вас, претпоставувам дека индивидуален е пристапот, но после колку секвенци или сесии вие веќе можете да дадете од ваша страна сугестија или препорака за професионалната ориентација? Препораката може да се даде и веднаш, еднократно, со еднократно доаѓање, со еднократна работа, бидејќи таа една сесија во која што јас добивам увид во која насока би требало да биде препораката за избор на професија, може да се случи после тестирањето, односно после интервјуто кое што следи откако ќе го завршат учениците, односно младите луѓе, тој тест. И сега ставаме акцент на младите луѓе, но не се исклучени и сите оние кои што сакаат да направат преориентирање професионално. Често работам со луѓе кои што
доаѓаат и сакаат да го поминат овој процес на професионална ориентација, за да видат што е тоа друго што би можеле да работат. Или избрале професија, можеби стасале до ниво каде што сакаат да ја сменат од било која причина. Мораме да го земеме во предвид и општествениот контекст кој што секојдневно бара од нас да се адаптираме на различни ситуации. Таа адаптација понекогаш значи и преориентирање. Може би заради условите на работното место, атмосферата, колегијалноста или неколегијалноста. Или едноставно можноста да избереме професија, односно да избереме работа која што е во склад со нашата професија. Имаме многу често примери кога луѓе кои што завршиле и имаат одредена професија никогаш не работеле во нивната професија. Нели зависи од пазарот на трудот, зависи од општествениот контекст, зависи од многу фактори. Во услови кога нели некој има одредена професија а нема работа, има потреба да го помине овој процес на професионална ориентација за да види што е тоа што друго може да работи. И јас би рекла секогаш може во рамки на тие наши интереси да избереме и нешто друго што можеби е сродна професија на нашата, веќе избраната професија, но е во различен контекст, а секако одговара на нашата личност или нашите интереси. Така што овој процес на професионална ориентација или преориентација не ги исклучува и останатите повозрастни. Кои веќе работат, може би имаат некоја позиција, преку е нешто што се менува или како тек може да добие и друга насока во однос на движењето. Се разбира. Затоа сакав да го прошириме малце контекстот, иако зборуваме првенствено за млади луѓе кои што кога завршуваат основно најчесто доаѓаат кога завршуваат средно училиште, имаат дилеми. Професионалната ориентација ги разрешува тие дилеми, но јас би рекла и оние кои што се сигурни во својот избор, советувањето за професионален избор, професионална ориентација и како им помага за да го потврдат својот избор. Впечатокот кој што го добиваат после завршениот процес на професионална ориентација, ако истото нели се потврди во тестирањето или подоцна и во интервјуто, само им дава впечаток дека навистина се на вистинскиот пат, навистина избрале професија која што одговара на нивната личност, односно нивните интереси. Да, благодарам за овој дел од разговорот. Следуваат вториот блок реклами во кој што ќе продолжиме на споменатата тема и во контекст на тоа што го имаме во продолжение ќе слушнете и какво е влијанието на несоодветно избраната професија или професионална ориентација и што како последици по здравјето може тоа да предизвика. Мој име е Кенан Мандра. И јас сум с помош липосукцијска исхрана успео да смршевим 10 кг за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Здраво, јас сум куче трагач. И тоа е тоа. Знам да намирисам 100% гутен фруктен сок од портокал на километри. А за не сум кенгур? Генатурал ми го смени животот. Еве и зошто. Храна, кислород и енергија е сето тоа што мене ми недостасуваше. А го најдов во една капсула Генатурал. Јас успеав. И само можам да ви препорачам. Користите Генатурал за долг и здрав живот. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. 20 години боледам од бело дробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород.
Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев на пролет и на есен, кога цветаат дрвата. Знае 2 до 3 пати годишно да поминам во болница. Но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Г Натурал зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и што е најважно се, почнав нормално да дишам. Г 132 плюс Натурал е мојот избор. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби, несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Во прашат се деца, болестите од глава се плашат. Подобро вратило, посилно од шкрек, имунитетот ке е силен као само речек. Гекица продуктот, здрави резултатот, ке ти даде се сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц, за сите деца пите Г-Kids. За силен имунитет, за здраво детство. Г-Kids. Ве подсетувам уште еднаш дека на 6091-925 и 6091-924 ги очекуваме вашите јавувања и прашања. Денешна тема во Фактор здравје е професионална ориентација, тема која што вие доближуваме преку гостувањето на Марија Стефанова, психолог-психотерапевт од психолошкото советувалиште Петар Пан од Скопје. За сите прашања или закажување термини советувања со неа, слободно побарајте на 075 426 946. И оно што сакам уште да го нагласам во контекст на превенцијата на вашето здравје, слободно кликнете или посетете www.ich.mk, страница на која што исклучително референтни професори, лекари и луѓе кои што се врзани со медицината во однос на здравјето пред се и нашето мото мислете на себе, ќе можете да ги прочитате нивните сугестии и препораки во однос на тоа како да останете секогаш здрави, витки и она што е најважно да имате силен имун систем. Кога зборуваме за професионалната ориентација, споменав јас и пред рекламите дека нарушувањето на здравјето и тоа како се чести не само во вашата пракса и општо со луѓето кои што од една страна ако не се задоволни или фрустрирани со својата определба или работно место, може да имаат одредено заболување или некоја состојба која што дури може да биде животно загрозувачка. Што во тој контекст може да потврдите, односно да покажете и што всушност се случува ако професионалната ориентација не е она вистинската? Изборот на професија и како од изборот на професија и како зависи задоволството, професионалното задоволство, односно професионалната реализација. Исто така, нели, од погрешно избраната професија, често среќаваме луѓе кои што се незадоволни и тоа хронично незадоволство од она што го работат се манифестира и по нивното здравје. Таа фрустрација од неправилно избраната професија значи работење без љубов и ентузијазам, работење без адекватно вреднување на успехот што го постигнуваат на работното место. И нели, главна тенденција на сите нас е да нашиот избор, професионален избор биде соодветен, за да бидеме задоволни и реализирани. Со ова сакам да кажам дека огромно значење треба да му даеме на изборот на професија.
заради тоа што професионалниот век на секоја една индивидуа е и така како голем. Ако не е соодветен изборот на професија, од старт прифаќаме дека ќе работиме нешто што нема да ни донесе задоволство. А се разбира, единствен репер за успех, или па и професионален успех е многу индивидуална работа. Секој успех го вреднува според степенот на задоволство. Ако го немаме тоа задоволство, можеме да се чувствуваме и неуспешни, можеме да се чувствуваме и нетолерантни, фрустрирани од тоа. И таква е поврзаноста со здравието, односно со менталното здравје. Многу често таа фрустрација може да направи да произведе личности кои што се нервозни, кои што се па таа нервоза ја покажуваат дома или надвор од работа, било каде. Рековте хронично е сето тоа сигурно и доведе до хроничен стрес, можеби несолница, сето тоа е поврзано. Пошто ако има некои други штетни навики. Првенствено тоа незадоволство може да се одрази на овие низа ситуации кои што ви споменавте. Да, и да не одиме подалеку, можеби и до животно загрозувачки некои ситуации, многу често луѓето да кажат ништо не му беше, онака отиде можеби, а сето тоа се манифестирало или можеби длабоко во себе го носеле тоа бреме на несоодветно избрана професија. Да споменеме уште еден уште еден аспект, вие споменавте дека многу често успехот е лична работа или задоволството во однос на стекнатата професија. Како вие би го прокоментирале ставот кога се бира професија? Дали е подобро платена професија, подобро платена, а не толку професија што ја сакате или оно обратното, помалку платена, а сепак професија која што со љубов, ентузијазам и енергија работите? Чисто кога работам со луѓе кои што доаѓаат на професионална ориентација, главната дилема им е дали да изберам нешто што сакам да го правам или да изберам нешто што е добро платено. Мојот совет секогаш е да изберат професија во која што уживаат. Она што значи добро избрана професија, значи и професија во која што со уживање и леснотија ја работиме. Поубаво тоа нема. И се разбира, она што претходно го споменав за успехот, единствениот репер, единствениот критериум за тоа колку сме успешни во одредена професија е според нашето задоволство. Така го вреднуваме успехот во суштина. Па така и ќе напоменам дека најбарана професија или најплатена професија, можеби во моментот има актуелни професии, да, но ако избереме само затоа што е одредена професија актуелна во моментот, од старт прифаќаме дека ќе работиме нешто каде што нема да бидеме задоволни. Се разбира ако тоа не е во склад со нашите интереси. И оној уште еден аспект во однос на професионалната ориентација, сигурно и такви личности сте имале во однос на вашата пракса, личности кои што учеле едно, односно завршиле, не е важно високо или магистрирале, докторирале, а од пракса научиле да работат нешто друго. Да. Каква е тука корелацијата? Ја споменавме таа преориентација. И сакам да напоменам дека секоја една личност, секој еден од нас има различни интереси. Многу се ретки оние кои што имаат еден интерес и го продлабочуваат во текот на својот живот, оние кои што само на една работа се насочуваат и ја работат до крај. Да. Почесто тие интереси се во комбинација едни со други. Тоа значи дека можеби една иста личност ја бива за повеќе професии, за различни професии. Се докажала во една професија, но можеби во моментот условите се такви да има потреба да се преориентира, односно да ја смени таа професија. Можеби едукацијата и интересот е во една насока, но секако дека тој интерес може да се прошири или да се види, да се дознае и другиот аспект на тој интерес, каде што изборот на професија би бил сосема различен од првата базична професија, би рекла. Така што не ретко се случува и тоа да луѓето од било која причина се принудени да изберат. Сега, кога велам принудени, зборам на општествениот контекст. Но некогаш се случува да луѓето сами избираат да променат професија.
Дали го постигнале својот максимум во одредена професија, дали се презаситиле или едноставно нивната природа е таква да сакаат да експериментираат и да се реализираат во различен тип на професии, тогаш професионалната ориентација секако дека помага. Ова што го споменате последно, дека постојат и личности кои што сакаат да менуваат често професии, што можеби не секогаш на тие интервјуа за работа тоа е добро прифатено, во смисла дека не биле можеби стабилни или лојални кон компанијата, но сепак тоа е исто дел од карактерот или одсликува некој интерес на некоја личност. Не секогаш е тоа негативно. Оти не секогаш и секој сака да смени професија заради некои услови. Едноставно сака слобода, едноставно сака нов воздух да дише, нова атмосфера да почувствува. Или да влезе во некоја друга улога и да се реализира во истата. Доколку има компетенции за тоа. Јас сакам уште еднаш да ги поканам гледачите, доколку имате интерес, слободно јавете се, телефонските броеви ги имате на вашите мали екрани. Марија Стефанова, психолог, психотерапевт, денеска гостува во Фактор здравје, а темата е професионална ориентација. Уште еден многу важен аспект е токму периодов кој што е пред нас, бидејќи завршуваат она 4 годишно средно образование матурантите или оние кои што се 4-та година го завршуваат или заокружуваат, и би рекол дека е ова најсоодветен период тие да побараат совет за соодветна професионална ориентација. Така. Точно во овој период сакам да ги охрабрам средношколците кои што завршуваат средна школа да дојдат и да се посоветуваат. Исто така сакам да ги охрабрам и родителите да го направат истото, односно да ги иницираат своите деца да дојдат да побараат советување кое што ќе им овозможи, односно ќе им олесни да го направат вистинскиот избор. Нели тоа е задача на нас како родители да ги следиме интересите на нашите деца, да ги насочиме или да им помогнеме правилно да се насочат, заради тоа што задоволството, односно среќата на секое дете треба да е најголемо задоволство за родителот. Да. Се разбира дека она што од родителите барам и очекувам да ги охрабрат своите деца да го продолжат патот, да продолжат едукацијата во оној правец во кој што се нивните интереси. И не секогаш е така, исто така сакам да напоменам многу често. Да, тоа сакам да ве прашам уште кога ги споменувате родителите, колку тие ги вклучувате во оваа професионална ориентација активно, паралелно покрај своите деца, да разговарате или одделно и со децата и со родителите, па потоа да дадете свој суд? Секогаш е добро кога постои таа соработка. Не секогаш ја има, но кога постои таа соработка секогаш е добро, заради тоа што така се амортизираат оние сугестии или впечатокот што родителите, можеби и амбицијата што родителите ја имаат преку па ја реализираат преку своите деца. Заради тоа што доколку тие сакаат да соработуваат и слушнат што е тоа што е најдобро за нивното дете, се разбира дека тие ако имаат добар контакт со детето и ако го следат детето, свесни се за тие интереси, бидејќи тоа не е нешто што може да се сокрие. Интересот на детето, зборувам за тоа. Така што кога имаме соработка, тогаш и на детето му е многу полесно да застане и да навистина одлучи во правец кој што е најдобар за него. Да, и на крајот ако имате уште нешто да дополните што јас можеби не ве прашав, повелете. Мислам дека ова е широка тема и можеме сигурно уште многу да зборуваме, но најбитните, клучните работи ги споменавме и уште едно охрабрување до средношколците да побараат се обратат и да се посоветуваат, заради тоа што може само да им ги докристализира нивниот избор, односно да им ја разреши дилемата ако ја имаат. Да, ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Со задоволство ве чекаме и во некој од следните продолженија на Фактор здравје. Ви посакувам се најдобро. Марија Стефанова, психолог, психотерапевт од психолошкото советувалиште Петар Пан од Скопје, беше ваша предсе гостинка во Фактор здравје, а вашиот интерес уште еднаш сакам да го насочам на она што го спомена гостинката, а тоа е фактот дека несоодветно избраната професија може да предизвика и нарушување на здравјето, првенствено депресија, несолница, анксиозност или нервоза и така натаму. И токму ние од Фактор здравје сесртно ви го препорачуваме Вамекс, кој што е хербален лек и кој што помага при несолница, при анксиозност или нервоза или сите оние состојби кои што се заради нарушениот начин и ритам на живење. Валеријана, хмељ и маточина е составот на Вамексот и тој е достапен во сите аптеки низ Република Македонија. Бидејќи е хербален лек, тој не создава зависност и можете да го користите како поддршка доколку
имате на вашата медикаментозна терапија, но и како хербален лек самостојно да го земате. Ви благодарам за интересот и се гледаме веќе утре повторно во Фактор здравје. Пријатно.